За сега нема продолжување на вонредната состојба, одлучил Советот за безбедност кој денеска се состана во проширен состав кај председателот Стево Пендаровски. До завршувањето на 16 април ќе се одржи уште еден состанок, по што ќе се донесе дефинитивна одлука. Нема да има замена ниту на вонредната со кризна состојба. Ако денеска изминуваат тие 30 денови за кои таа важи, инаку треба да изминат на 16 април, ако денеска ми ги презентираат истите параметри надлежните институции и ако денеска треба да донесам одлука, таа ќе биде продолжена сигурно за уште 30 денови. Меѓутоа да почекаме какви ќе бидат индикаторите и анализите за следните 10-15 денови. Пендаровски ги поддржува мерките на владата за намалување на платата на функционерите, подготвени и сосема да се откаже од својата плата доколку владата го побара тоа. Советот за безбедност донел консензуален заклучок да им се оддаде признание на сите кои работат на справување со кризата. Од излагањата на присутните министри и представници од Генералштабот и агенциите за разузнавање е заклучено дека мерките генерално се почитуваат. Ситуацијата останува сложена и не се знае колку време ќе трае пандемијата. Ни престои тежок период во кој ќе бидат потребни серија на мерки и одговорни одлуки со цел да се намалат колку што може штетите по националната економија. За таа цел потребна е мобилизација на сите економски капацитети во државата и прибегнување кон најрадикалните мерки само во крајна нужда и со определен временски рок. Пендаровски не сакаше да анализира колкави се капацитетите на државата да се справи со пандемијата, ги повика граѓаните да бидат рационални и да ги почитуваат мерките затоа што тешките денови не се зад нас.